Подолго од 2 години работиме со договор на дело во фондот за ПИО. Работиме со полно работно време по 8 часа. Имаме редовност и работни обврски, исто како и сите останати вработени. Ама, веќе трет месец нам не ни се истваќа новиот за гарантиран минималец од 20.175 денари. Туку земаме плата по старо, односно по 18.000 денари, што е спротивно на членот 2 од Законот за минимална плата. Реагира договорно ангажирана службеничка од една филијала на ПИОМ, која стравувајќи од последиците по работното место, сакаше да остане анонимна. Според неа, досега, кога имало покачување на минималната плата, зголемувањето им било исплаќано и ним, ама ете, не и овој пат. Таа тврди дека нивните обиди да разговараат со претпоставените завршиле безуспешно, а што е уште пострашно, добивале и индиректни закани дека ако продолжат да се бунат и жалаат, ќе им бидат прекинати договорите. Минатата година, кога исто се зголеми минималецот, не опфати и нас договорците. Земавме 16.000 денари, па со законското зголемување на минималната плата почнаа да ни исплаќаат по 18.000. А сега, за истиот тој закон ни кажуваат: вас договорот ви е така подпишан, а кој ќе се жали и буни, ќе си оди дома. Се прашуваме како е тоа можно, а и каде завршуваат тие 2000 денари месечно кои нам ни се скратуваат. Резигнирано прашува нашата соговорничка. Овие наводи ги проверивме и во други филијали во внатрешноста, и таму состојбата е иста. Најлошото е што речиси секаде има загрижувачки недостиг од кадар, ама на договорците упорно не им се даваат решенија, туку договорите или им се продолжуваат месечно, или пак им се прекинуваат. А тоа пак оди на директна штета на осигурениците, кои заради предолгото чекање пропуштаат термини за лекување, боледување, пензионирање, решенија за туѓа нега, за инвалидитет и слично, објаснуваат нашите извори. За ова уште пред неколку дена прашавме и во фондот, меѓутоа досега оттаму нема никаква реакција на нашите прашања. Инаку, од март годинава, прв човек на оваа институција е Арсим Хасани од Алијанса на албанците, кого владата го именуваше за ВД директор како дел од договорот со кој оваа партија во февруари и се приклучи на владеачката коалиција.